Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Зголемување на ингеренциите на Сојузот, скратување на рокот за откуп или неарна субвенција за предадениот тутун се дел од барањата за измени во законот за тутун. Сериозни злоупотреби во Прилепската болница. Обвинение против 9 лица поднесе основното јавно обвинителство. Прилеп подготвен за меѓународниот карневал Прочка 2026. Апел за почист град. Комуналците за 3 дена собрале 98 црни вреќи со отпад од коритото на градската река. Времето денеска облачно со повремени врнежи од дожд. Урбан маркетинг. Држи се до кралските манири и уживај во кафана со Крали Марко. Пиво за уживање. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Зголемување на ингеренциите на Сојузот, скратување на рокот за откуп или неарна субвенција за предадениот тутун се дел од барањата за измени во законот за тутун од Сојузот на тутунски здруженија. Без подпис на Сојузот не смеат да се утврдуваат цените во договорите за новата реколта, рече Кире Ристевски, председател на Сојузот во програмата Радио што се гледа. Поставивме за цел и за задача да ги вратиме законите од Стариот Сојуз, односно делови што се изгубија последниве 10 години од значењето на Сојузот, значи тоа почнавме да го работиме од првиот ден идењето на мојата функција како председател. Една од првите барања беше да се врата ингеренциите на Сојузот на тутунот. Што значи тоа? Значи без наша согласност, без согласност на Сојузот на тутунските здруженија, да не може компаниите да отпочнува да ги работат договорите, односно да не може да случува договори. И сега во новиот во делов на законот што го работиме, значи е метната оваа точка и се уште се работи, мислам до крајот на февруар месец, почетокот на март, ќе го завршиме законот за тутун во целост и ќе биде пуштен на разгледување во влада и на собрание. Основното јавно обвинителство Прилеп поднесе обвинителен акт против 8 физички и едно правно лице за серија криминални дејствија во јавната здравствена установа Општа болница Прилеп. Обвинителството ги товари за продолжени кривични дела, проневера во службата и злоупотреба на јавни набавки и јавни повици. Според обвинението, поранешната директорка на Општа болница Прилеп, заедно со тројца вработени во периодот од почетокот на 2022 до јули 2024, незаконски присвоила пари од буџетот на болницата, прибавувајќи имотна корист од речиси 9,6 милиони денари. Обвинението детално ги опишува механизмите на злоупотреба, исплати кон физички лица преку фиктивни налози за работа и фалсификувани образци, без договори за дело и без користење на системот на УЈП. Многу од исплатите биле оправдувани со фискални сметки за гориво, ресторани, кафеани и сладкарници, трошоци што немале врска со работата на болницата. За да ги покријат нелегалните активности, сторителите внесувале лажни податоци во сметководствениот систем и ги менувале износите според фиктивните налози. Покрај тоа, обвинението офаќа и злоупотреба на јавни набавки. Поранешната директорка, заедно со еден обезбедувач од болницата, управител и двајца сопственици на фирма за обезбедување, како и самата агенција, свесно го прекршиле законот за јавни набавки. Иако фирмата не ги извршувала обврските од договорот, услугите редовно биле плаќани, со што обвинетите му овозможиле на правното лице да оствари имотна корист од над 6,5 милиони денари, додека болницата претрпела значителна штета. На обвинетата директорка и се става на товар и злоупотреба на службената положба. Пари од фондот за храна за болни биле исплаќани на ресторани, кафеани и продавници, иако набавените производи не биле наменети за пациентите. Со овие дејствија болницата изгубила дополнителни 1,4 милиони денари.
Дополнително, истрагата открила дека во истиот период биле вршени и селективни исплати на додатоци за прекувремена работа на избрани вработени, со што буџетот на болницата бил оштетен за уште 1,85 милиони денари. Дел од овие дејствија се предмет на посебна истрага од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција по кривична пријава од Управата за финансиска полиција и наоди на Државниот завод за ревизија. Обвинителството нагласува дека случајот откри системски пропусти и злоупотреби во управувањето со јавни средства кои резултирале со милионски загуби за Прилепската болница. Од 20 до 23 февруари 2026 ќе се одржи традиционалниот меѓународен карневал Прочка 2026 во Прилеп. Според програмата на 20 февруари во 12 часот во Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата на рачно изработени традиционални и современи маски. Во сабота на 21 февруари, точно напладне, ќе се одржи детската карневалска поворка, која ќе тргне од основното општинско училиште Кочо Рацин, а ќе заврши на централната бина на плоштадот Методи Андоновченто. Наредниот ден, недела, со почеток во 13 часот, ќе биде меѓународната карневалска поворка, односно дефилето на маски, проследено со настапи на жонглери, кловнови, акробати и на куклари. Меѓународната карневалска поворка ќе се движи од Центарот за култура Марко Цепенков по булеварот Гоце Делчев до централната бина на плоштадот Методи Андоновченто. Во понеделник, 23 февруари, во 12 часот, ќе бидат одбележувањето на Чист понеделник и традиционалниот заеднички ручек со Сдруженијето Прилепски мечкари, кој ќе се одржи во манастирот Свети Ѓорѓија, Присад. Комуналните работници од јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп интензивно работат на темелно чистење на коритото на градската река, собирајќи отпадоци донесени со последните врнежи од дожд, но и од отпад што е несовесно исфрлан од граѓани и деловни субјекти на зелените површини од градската река и во низиното корито. Од општината апелираат до граѓаните и сопствениците на бизниси кои гравитираат околу градската река, отпадот да се собира и да се предава на комуналните работници, наместо да се фрла во реката и јавните зелени површини. Во текот на само 3 дена, комуналните служби собрале вкупно 98 вреќи со отпад, што според надлежните укажува на потребата од подигнување на јавната свест и културата на живеењето. Од општината упатуваат апел за поголема грижа и љубов кон градот со цел зачувување на животната средина и уредување на јавните простори. Временска прогноза. Времето денеска облачно со повремени локални врнежи од дожд, на повисоките места од дожд и снег, а на планините ќе има врнежи од снег. Во Прилеп облачно со повремен дожд и слаб променлив ветер. Минималната температура се спушти до -1, а максималната достигна до 6 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, до почетокот на следната седмица следува период на претежно облачно време со локални врнежи од дожд на пониските и дожд и снег на повисоките места. Пообилни врнежи ќе има во недела, кога ќе преминуваат во снег и во пониските места. Од понеделник во текот на денот ќе настапи постепено стабилизирање на времето со опаѓање на утринските температури, а дневните ќе бидат во пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.